НРЦ се залага за ослободување од партиципација за ранливите категории на жени во текот на бременоста. Кој е ставот на НРЦ? Значи, Национален ромски центар во моментот реализира кампања преку засилен глас до подобри здравствени услуги, каде што изработена финансиска проценка врз основа на упатствата за антенатална заштита, односно антенаталните протоколи усвоени од Министерството за здравство во 2010 година и кои што од тогаш почна да се реализираат. Во рамките на тие антенатални протоколи има 10 посети кои секоја жена која што е бремена и треба да ги направи во текот на бременоста. Направена е финансиска проценка и ние се залагаме преку таа финансиска проценка да се ослободат економски ранливите категории на жени, значи оние што примаат социјална помош и оние кои што имаат здравствено осигурување да бидат ослободени од партиципација, која за сите овие 10 прегледи изнесува околу 2240 денари. Наши податоци и наши анализи говорат дека во Република Македонија во моментот 32.000 жени, 222 се примателки на социјална помош, а се на годишна возраст од 15 до 49 години. Значи, она што ние го израчунавме во глобала е дека за сите овие жени, доколку во Република Македонија се зема оној просек на раѓање од 1500 жени, кои што се социјално ранливи, значи примаат социјална помош, државата треба да одвои околу 3 милиони денари за да ги покрие овие трошоци за партиципација. Значи вкупно Република Македонија би требала да издвои околу 50.000 евра на годишно ниво за да ги покрие овие трошоци за овие ранливи категории, социјално ранливи категории на жени. Значи, ние се застапуваме не само за ромска националност, се застапуваме за сите кои што се засегнати со овој социјален проблем и сметаме дека на овој начин ако се води добра превентивна заштита во текот на бременост, ќе се намали и доеничката смртност и матерналната смртност и ќе имаме подобар број нели во однос на другите држави во раѓање на живи и здрави деца во Република Македонија. Каква е покриеноста со гинеколози кај вас? Во моментов ние сме 6 специјалисти, а тоа е многу малцо за еден град, општина која што е толку голема, така да имаме на испомош 4 колеги специјалисти од ГАК, од клиниката од Скопје. И како се снаоѓате? Дали сето тоа влијае на квалитетот на здравствените услуги? Ние се трудиме да не влијае, меѓутоа ние сме хронично изморени. Втора, трета ноќ дежураме, затоа што таква ни е природата на работата, каде што може 24 часа да стоите на нозе. И се трудиме да тоа не трпи во тек на работата, процесот на работата да ни се одвива нормално, меѓутоа сме многу малце во моментот, да.